давајќи им пак пример на другите за тоа дека треба и мора да се смета со заможертви во борбата за слобода, поп Стојан Разловечки му наредил на својот син Костадин да го запали нивниот ан. Уште истиот ден попладне, Димитар Беровски со околу 40 востаници тргнал за Берово. Се сметало дека уште од првиот ден на востанието во планините над Берово, околу 300 вооружени селани од Берово и Владимирци го чекаат доаѓањето на востаничката група од Разловци. Движејќи се со развиеното востаничко знаме низ селата кон Берово, Димитар Поп Георгиев Беровски со четата имал задача да ги разбунтува и нив да ги вклучи во востанието. Кај селото Митрашинци оваа групација востаници доаѓа во судир со турците. Битката траела цели 5 часа. Четата успеала да ги разбие заптиите и да ги натера во бегство, но во таа битка Димитар Беровски бил ранет во главата. Во меѓувреме, откако се проширила веста за востанието, башибозлукот од соседните турски села во Пијанечко, со сета сила и жестокост се нафрлува врз Разловци. Селаните и малата востаничка дружина на Цоне Спасов не можеле да дадат позначаен отпор. Во битката за селото загинале 12 разловчани. Потоа уследил голем зулум врз селото. Турците најнапред ја оплячкале селската црква, ја запалиле куќата на поп Стојан и уште 3 други куќи, потоа ги собрале селските стада и се оддалечиле од Разловци. Третиот ден од востанието, поголем вооружен судир е забележан кај селото Лаки. Селото, чии жители веќе се наоѓале во збег во планините, го бранеле 40 востаници на чело со Цоне Дончев. Но веќе силната репресија на турската власт и бажибозлук на целиот регион прават резултатот да биде негативен. Веќе на 28 мај е удвоен кордонот од турски аскер околу востаничките села. Биле довлечени и нови турски единици. Во Струмица и Радовиш 500 души редовен аскер, во Мелник и Петрич 1000, во Горна Џумаја 1000, а кон Малешевско со цел табур војска се упатил Кел Хасан, од порано познат како задушувач на Панаѓурското востание. Кон сите воени единици, или и независно од нив, дејствувале башибозлуците од кои најмногу страдале селските имоти и стока, како и жените и децата во збеговите. Репресиите биле жестоки на целото подрачје кое гравитирало кон востаничката активност, но сепак главна цел било селото Разловци. Само за неколку дена тоа било цел на повеќе налети на сечи нож, огани куршуми, на грабеж на недоограбеното. Останало забележано. Осман Јузбашија од Софија го изгоре и го расипа сето село Разловци. Цената на народниот устрем кон слобода е огромна, но свеста за тоа дека таа борба за слобода е без алтернатива и дека нема и не смее да згасне, можеби никој не умеел да ја искаже појасно одошто самиот востанат народ. По писмото до англискиот конзул во Солун, испратено кога тој ја посетил Горна Џумаја, 15 малешевски востаници, известувајќи го за решението да востанат, му пишуваат. Најпосле, на 8 мај 1876 година, бевме принудени да протестираме со оружје в рака пред целиот свет, за да ја обрнеме внимание на турската влада да запраша какво зло не очајало за да му ја поднесеме на европскиот олтар како жртва и нашата последна капка крв. Ова востание е задушено, но станува темел за нови, со уште појасни изрази за тоа кон што се стреми овој народ низ нив.
Водачот на разловечкото востание, Димитар Поп-Георгиев Беровски, ја продолжува борбата и се јавува како клучна личност и душа на ново народно востание во 1878 година. Континуитетот на ослободителната борба пак не го нагласува своето значење само низ речиси непрекинатото учество на населението и неговите дејци во неа, туку пред се заради фактот дека во секоја наредна ситуација на револуционерно дејствување уште појасно се искажуваат стремежите и програмските определби на востанатиот македонски народ. Исклучително значајни се трагите за ова што зад себе ги остави Кресненското востание, кренато речиси веднаш зад загушеното Разловечко. Од неговите носители и учесници, тоа сосема определено е наречено Македонско. Ова востание зад себе го остави и документот во кој недвосмислено е развиен државноправниот концепт за изградувањето на македонска современа државност. Сето тоа е содржано во правилата на Македонскиот востанички комитет од 1878 година, кои се именуваат и како устав. Во тие правила пак може да се прочита: нашата цел на македонското востание не е никаква тајна. Таа е ослободувањето на Македонија. Затоа, секој што не се бори за незиното ослободување, туку си прави своја сметка. За него нема место во востанието. По ослободувањето на татковината, Централниот комитет ќе подготви устав за уведувањето на македонската држава како автономна. Правилата сосема јасно ја искажуваат определбата за македонска самостојна државност, но плени фактот дека низ нивната содржина се дадени и политичките форми и дипломатски методи и постапки за демонстрирањето на таа самостојност уште за времето на револуционерниот вриеш. Во сето ова мощно препознатливо е местото и улогата на Димитар Поп-Георгиев Беровски. Символички, тоа го потврдува неговиот оловен печат